Рабовите на дупката за темелите не биле подградени. Немало заштита од обрсување на земјиштето што ги потрупа работниците на градилиштето во Кисела Вода. Ова според Државниот инспекторат за труд е причината за трагедијата што се случи вчера, чиј биланс е 1 починат и 4 повредени. Од инспекторатот за Канал 5 потврдуваат дека сега неизведувачот му е забрането да работи. Од областа на безбедност и заштита при работа, утврдено е дека не биле превземени колективни мерки за заштита, односно не било направено подградување на ивиците на темелната јама или друг начин за заштита од обрусување на земјиштето, што е причина за несреќата на работа. Дадена е усмена забрана за работа на градилиштето, нотирана на првичниот записник и задолжение да се достави целокупната документација која се однесува на безбедноста и здравјето при работа. Забраната ќе трае се до одстранување на причините за несреќата, односно додека не се обезбедат сите мерки на заштита. На местото на трагедијата, денес пагирите не работеа и нема никој. Ден потоа, Тивко е на градилиштето во Кисела Вода, каде што вчера еден работник го загуби животот, а неколкумина беа повредени. За сега нема одговори како дошло до одрон на земјиштето кое ги поклопило вработините додека работеле на јама за темели на зграда. Изведувачот Јакимовски дуел не сакаше да коментира ништо во однос на случајот и стандардите за безбедност. Иако оттаму одговорија на нашите повици, надлежниот ни кажа дека му пречиме и го прекина разговорот. Еден од повредените што се здоби со потешки повреди и е опериран, се уште е на Карил, но лекарите од травматологија велат дека е задржан поради неопходноста од обсервација. Останатите тројца ќе бидат пуштени на домашно лекување. Пациентот примен на Карил вчера е опериран, тој е во добра општа состојба, оперативниот тек помина уредно. Се уште е на Карил заради следење и мониторирање на неговата состојба, инаку тој е свесен, контактибилен, обезболен. Од пациенти кои беа примени на одделот за травматологија, еден пациент имаше дислокација на лев лакт, тешка телесна повреда, да речеме, и тоа е репонирано и сметаме дека ќе помине вака со конзервативен третман. А останатите двајца што беа на одделение беа со површински повреди по телото, контузии, да речем. Иако во Македонија нема стандардизиран регистар за повреди и смртни случаи на работното место, податоците од инспекторатот, Институтот за јавно здравје, но и информирањата на медиумите нотираат раст во бројот на жртви. Според последната анализа, во 2024 имало над 130 несреќи, а 15 починати.